Од темите кои што ги третиравме со првата наша денешна гостинка, отвараме малку поведри, поубави, пораспеани теми. Музиката е секогаш нешто кое што го подкрива нашето расположение, а концертот кој што утре ќе го најавиме премиерно за прв пат, всушност ја отвара прославата на 30 години успешна дипломатска соработка помеѓу Македонија и Германија. Двајцата млади луѓе не само што сте млади, туку се и врвни во својата работа, познати пијанисти, се наши денешни гости. Од мојата десна страна ги поздравувам и ги најавувам Арда Мустафа Оглу и Леви Шехтман од Германија. Добро утро и добре ни дојдовте во утринската. Добро утро, фала ви за прекрасната најава, ги поздравувам сите гледачи. Благодарам, прекрасна најава. Ти благодарам и тебе. Посебно имам емоција заради тоа што како вчера да беше кога беше малечко детенце и прв пат на еден друг медиум говоревме за еден твој голем успех. Денеска двојно повеќе сум среќна што те гледам вака веќе момче големо покрај еден многу успешен млад пијанист кој што и низ Европа и низ Германија е многу познат, особено по неговиот стил кој што тој го негува и го ја спојува класичната музика со хип-хопот, да ја разбие, како што вели тој во едно негово интервју, целата досада која што знае да биде за многумина препознатливи, иако оние кои ја знаат вредноста на класичната музика, знаат и се свесни дека нема ништо здодевно во класичната музика, така? Токму така, да, многу прецизно кажано. И затоа и го почитувам тоа, уште од почетокот на нашето пријателство со Леви. Го видов тој производ што го прави, он и ми беше доста атрактивен, да можам и јас едноставно да експериментирам во таа насока и тоа многу добро се поклопи. Ова ми е прв пат да навлезам во нешто такво и мислам дека е вистинскиот начин и сосема и двајцата се согласуваме за тоа дека треба да се навлече младата публика, исто така и повозрасната публика за креативноста во класичната музика и така натака. Така, и да се додаде нешто ново. Леви, добре дојде во Македонија. Welcome to Macedonia. Hello. Да, на Леви му даваме право да говори на кој јазик сака на неговиот мајчин германски јазик, сака на англиски јазик, сеедно. Како се чувствува. Што беше поттикот, Леви, да бидеш уникатен и би рекла помеѓу оние револуционерни млади луѓе, да ја направиш еден ваков голем чекор, хип-хопот да го вметнеш. Ние подоцна и ќе чуеме и ќе видиме едно видео во кое што ќе ја видите виртуозноста и посебноста на овој нивни успешен обид да ја создадат 88 димензии, композицијата која има светска премиера во Скопје утре во камерната сала на Македонската филхармонија. Значи да му го поставиме прашањето. Така, да. What was your main idea of like starting this thing with combining the hip hop and the classical music? I don't think that it was an idea. I think it was like just two big parts of my life, like classical music and hip hop, and it was only a question of time when I will combine it. Не беше идеја за него, туку се две битни ствари дел од неговиот живот и само беше прашање на време, едноставно кога тоа едноставно ќе се случи да он ги скомбинира двете. И двете се битни ствари во неговиот живот, така започнала. Колку време ги подготвувавте овие 88 димензии? How long did we prepare the program for the 88 dimensions? It's a good question. Like, I think we had ideas in the past, like even months ago, which we worked on later, but the main idea we had like maybe 1 year ago, and since then we were thinking about how to create new things, how to do all those arrangements. Да, комплетно се согласувам. Идејата започна дури пред 1 година. И полека ги наградувавме со некои нови идеи, така натака, и се уште е во работа. Мислам, овој проект ќе биде и забележителен во многу други земји. Го гледам тоа веќе, така да е премиерно во Скопје за нашата публика. Премиерна. Ќе биде стварно супер. Така да е во долг процес едноставно и мислам дека креативноста во овој проект е најголемиот фактор за да можат овие едноставно идеи да се стават заедно, хип-хопот и класичната музика.
И овој концепт мислам дека има голем потенцијал, тоа што можам ја да го додадам, така да. Едва чекаме да видиме Тоа е и да тоа. чуеме утре, И се ние. разбира, како и публиката сето ова ќе го доживе. Имаме едно видео, јас ја замолувам режијата да ги чуеме и да ги видиме нивните дружби во фаза на подготовка и во фаза на она полна креативност на двајца млади луѓе кои што живеат во 21. век и ги знаат сите можности на современата технологија. Прекрасно, маестрално. Можам само да замислам колку публиката ќе ужива во оваа ваша млада, свежа енергија, во овај модерен начин на кој што ги пакувате нештата. Браво, навистина. И ние ќе уживаме. Така е. Колку 88 димензии се всушност 88-те дирки на црно-белата клавиатура, кои што ви дадоа наслов, еден прекрасно име на оваа композиција која што е ваша. Каде се ќе ја посетите, Арда? Каде ќе ја разнесете оваа композиција, овој проект? Ја би буквално секаде. Мислам дека има голем потенцијал, како што кажав, и ми е особена чест што ова го правиме премиерно во Македонија. Особена чест за оваа наша публика и што го правиме тоа без никакви како да кажам, дополнителни обврски за публика, тука едноставно да дојдат и да уживаат во ова заедно со нас. Така да секаде на сите сцени, на сите светски сцени. Тоа е целта. Така, инаку вие сте студенти на престижниот факултет за музика и театар во Хамбург, таму сте колеги. Леви е 2 години повозрасен од тебе, ве гледам и ваши заеднички фотографии. Так. И сте двајцата студенти во класата на пианистката Ана Виницкаја. Да. Колкав предизвик ви е таа и колку ве мотивира на овој начин да ги работите нештата, иако знам дека секогаш професорите и менторите држат до тоа да бидеме на линијата на класичната музика, врв ниво на што го правиме. Да, ја би се поврзал со Леви за ова прашање, бидејќи она е освари првиот што веќе има навлезено со хип-хопот и класичната музика. И ако ја би може да го одговорам прашањето, а не би сакал, ќе морам да го пренасочам на него. Постави му го него прашање. What is she's asking about our teacher? Like how is she seeing this thing of combining this stuff, the hip hop and the classical? How is she reacting to this thing? You know, actually, first I was a little scared
because I thought she will like not accept it or like not welcoming it, but actually she's very cool with it, and she even like likes what we're doing, like it's all the creativity, and she supports it a lot. Одлично. Ја ви кажал, он вели дека на По прво време беше почетокот уплашен. да им бил скептичен за се тоа, но полека видел дека она го почитува, тоа и дури не мотивира да продолжи. Мислам дека се уште не знае дека ја навлегов ова. Ќе изненадиш Но кога ќе ќе се изненадиме, вратите. да. Во секој случај ова е нешто кое што го градиме ние заедно, така да ќе видиме како ќе... Така, одлично. Ние сме еден многу топол, многу срдечен и многу гостопримлив народ. Токму така. Македонците. Колку успеа, нали, ви да му доловиш за овие 2 дена, само 2 дена сте веќе дојдени од Хамбург тука, колку успеа да му доловиш и што се планираш задолжително да му представиш од нашава земја? Па не сме многу дена тука, така да првиот ден бевме добро пречекани од моите родители. Бевме во еден многу убав ресторан и потоа отидовме во Матка и проштавме Матка и многу му се допадна Матка. Вчера јадеше бурек и многу му се допадна бурекот, ми кажа. Wow, Така да, amazing. he likes burek. I love Ајвар, дали Ајвар, ти му спакуваш да. една тегла Ајвар или Мора на... Ајвар, да. Ако е направен Ајвар. сега, не знам дали мама го направи Ајварот или не, или ќе го купуваме, но како и видиме. да е без Ајвар, не го Без враќај Ајвар назад. нема шанси, топче гравче. Нели сакам да го прашам колку е запознат со специфичноста на македонскиот ритам и колку често македонскиот 7-осмински и 9-осмински ритам е инспирација за многу големи музичари Така. во светот. The question is about the Macedonian, about the Eastern rhythm, the Macedonian rhythm, the 7/8, the 9/8 that we are always talking Неправилни, about. Like, неравномерни. what can you say about this? Like, which area do you think that you can dig in this? Yeah, I think it's music. Everyone kind of feels it, Yeah. because it like makes you dance somehow, and I think one of our next challenges will also be to include a beat to this rhythm, which is not that easy, I think, but yeah, I think it will be like the next challenge. Да. При наредното ваше гостување очекувам дека ќе го вметнете и во некоја импровизација или во некој микс ваш кој што ќе го создавате, не само хип-хопот, туку и некоја македонска Токму така тоа, да. некоја македонска препознатлива мелодија која што и како е предизвик за многу големи музичари во светот кои што и не се македонци. Токму така. Кој е твојот сон во Хамбург? Ти си веќе таму колку години? Мојата последна година во Бечелор. Последната сега, година. Да. Како сега се започнувам. снајде и како се снајде и во овој свет во кој што многу млади луѓе, наш реален, се обидуваат да ја напуштат земјата, ти со право замина некаде да се доквалификуваш и се надевам дека нема твојата дестинација последна да биде Хамбург. Па Кон јас се што надевам. целиш? Да, кон што целам. Мислам дека јас сум тип кој што едноставно не можам толку прецизно да ги планирам работите, туку едноставно се случуваат во мојот живот. Така беше и Хамбург, едноставно. Ја имав големи припреми, но мислам не беше лесно, особено во времето на тешката ситуација која што сите ја знаеме 2020 година. Но ете представуваше огромен предизвик да влезам во тој универзитет. Сега за сега е стварно супер. Друго е чувството кога си сам во странство и кога успеваш на свој начин самостојно да се надградуваш и да едноставно, не знам, да имаш толку многу предизвици кои што можеш сам да се бориш со нив. Нормално сакам да се заблагодарам на моето семејство кое што секогаш стои позади мене за овие работи. Не е последна дестинација, сигурно. Ќе видиме кај тера следните години. Но Како син на пианистка имаше ли, би рекла, олеснување или малку беше во некој друг правец оптеретен со фактот дека треба да бидеш исполнителен и секогаш велат ученикот треба да е подобар од професорот? токму така, да. Мислам, јас 14 години бев со мојата мајка, мојата прва професорка, и тоа беше еден голем плюс за мене, би кажал, бидејќи од најраната возраст можев да бидам постојано со клавирот, да имам професор. Но бев свесен дека е време за нов чекор, дека можам повеќе да се наградувам, и тоа беше и она беше свесна за тоа, да речеме. Така да мислам дека сите сме задоволни со тоа што јас успев да влезам во Хамбург и да видиме кај
ќе биде Одлично, се следната многу година. среќа понатаму посакувам. Ти благодарам. Сакам на Леви да му поставам уште едно прашање. Колку како млади луѓе кои што предпоставувам дека најголемиот дел и од слободното време го поминувате правејќи, создавајќи некои нови идеи како да ја направите музиката што подостапна за голем дел од младата публика, дали практикувате спорт и кој спорт најмногу, да речеме, ви е важен за да ја одржувате во константа вашата добра енергија? Така, да, the question is, it's clear that we are doing this thing with the music all the time and creating the ideas and everything. And what sport is also really important for us that we keep doing so that we keep fit in the mind or in the body for this kind of thing. I think we both try to do fitness for balance, because as a pianist you sit a lot, and it's very important to have this thing that balance you and Дали медитација практикувате, дали тоа ви помага? kind of like just sitting there and thinking about the text or what we will play. Значи, практикуваат двајцата фитнес и тоа им помага да бидат непрестано во баланс, да бидат во форма, бидејќи пианистите за жал поголемиот дел од времето го поминуваат седејќи во статична положба, но и некои видови на медитација применуваат, така да верувам дека како ќе растете и зреете вака како личности, така и се повеќе ќе добивате потребата од медитација, која што и текако ќе ви даде нови можности и нови хоризонти во креирање на се она што е убаво, а музиката е нешто што најубаво може да ни се случи. Јас мислам дека е комплетно точна онаа констатација на Фридрих Ниче, кој што рекол дека животот без музика најверојатно би бил некаква грешка. Се согласуваш? Токму така, да, комплетно. Многу благодарам. Thank you very much. Гостувањето, секогаш сте добре дојдени и секогаш сакаме да зборуваме за големи успеси, големи дела и нешто како ова утрешно во кое за прв пат светска премиера утре доживуваат во Македонската филхармонија овие нивни 88 димензии со кои што, како што рековме, стартува големата одбележување на оваа 30 годишна успешна дипломатска соработка помеѓу Македонија и Германија.